До февруари идната година ќе биде решен статусот на околу 140 професионални војници, кои по завршувањето на работниот ангажман во армијата не беа вработени. Со тоа се заокружува процесот на решавање на статусот на сите професионални војници. Решението во форма на предлог закон за измена на законот за служба во армијата го поднеле пратеничките групи на ВМРО ДПМНЕ и ДУИ. Со него се предлага да се овозможи вработување на сите професионални војници, на кои им престанал работниот однос по основ на навршување на максимална старосна граница. Ова представува континуитет, но во исто време и конечна зрешница и завршување на процесот на решавање на статусот на професионалните војници, кој што започна најпрвен со решавањето на статусот на професионалните војници кои што се на служба во армијата, близу 4000 луѓе, продолжи со решавање на статусот и вработување на професионалните војници кои што беа евидентирани во Агенцијата за вработување на 31.12.2013 година како невработени лица и фактички сега го завршуваме со третата група со вработување на сите останати професионални војници на кои работиот однос во армијата им престанал по основ на навршување на максимална старосна граница. Одредбите од законот се многу прецизни, вели Димитриев, и истите го регулираат начинот на нивно вработување со конкретни рокови. Во законот е предвидено вработувањето на овие отприлика 140 поранешни професионални војници да заврши најдоцна до крајот на месец февруари 2016 година. Претходно треба да поднесат барање. Крајниот рок за поднесување на барањето за нивно вработување во Министерството за одбрана е крајот на месец јануари 2016 година. Значи имаме период од 1 месец како Министерството би имало период да ги подобро испланира и организира работите околу нивното вработување. Се надевам дека ова решение е на задоволство на ова категорија на луѓе кои што за нас е значена бидејќи извршувала исклучително важни работи за државата и дека решаваме човечки судбини на 140 семејства. За овој предлог закон очекуваат поддршка и од опозицијата. Тие во исто време имат поднесено закон, меѓутоа не знам од кои причини во нивниот закон во делот на фискалните импликации имат ставено 2 милиони денари на годишно ниво, што значи вработување на отприлика 3-14 луѓе, бидејќи тука се пресметува бруто плата. Нашиот закон предвидува буџетска импликација, значи тоа е најважната работа, финансиите, 54 милиони денари на годишно ниво, што решава проблем на 140 луѓе. Значи сметаме дека опозицијата треба да го искористи овој наш предлог, да го поддржи и едногласно да го изгласаме во собранието. Професионалниот војник Маријан Чогурбански, председател на координативното тело на отпуштени професионални војници, истакна дека со ова добиваат решавање на нивниот статус и посветла иднина. Дека ова е еден од најсрекните денови во нашите животи. Односно со ова што со овој потек на господинот, со лично залагање на господинот Емил Димитриев и со залагање на пратеничката партија од ВМРО ДПМНЕ се решава и се затвора едно горчиво прашање во врска со професионалните војници кои што беа се уште со нерешен статус. Сакам да искажеме на голема и огромна благодарност до господинот Емил Димитриев за неговата лична заложба и до пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ кои што се заложуваат за решавање и за затворање на овој горчив проблем. И за воиднина да нема веќе отворени прашања.